Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, со нас во студиото е Филип Ачковски, магистер по фармација и топ едукатор. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Сега малку за нашите слушатели да објасниме што значи тоа топ едукатор или здравствен едукатор. Топ едукатор е еден проект кој што е во насока на унапредување на здравствената свест кај нашето население. Како и во многу други аспекти, сметам дека имаме еден сериозен недостаток на здравствена култура, во смисла на тоа дека секој од нас треба најсоодветно да ги познава или да ги препознава проблемите кои се случуваат на неговото тело и најсоодветно да одговори на тоа, наместо за било кој проблем ние веднаш да се упатиме во докторската ординација. Тоа ќе ни заштеди и соодветно време, ќе го зачува и нашето здравје и ќе не натера во една насока да размислуваме малце повеќе превентивно во насока на засилување на нашиот имунитет, во насока на здрава исхрана, во насока на соодветна физичка активност. И токму тие теми ги разработувам во овој период по интернет порталите, во соодветни емисии и така натака, се со цел да унапредиме здравствената свест и секој од нас да направи се што може за да ги превенира одредените здравствени проблеми кои што може да настапат. Ние живееме во едно модерно време каде што имаме голема употреба на современа технологија. Тоа си има своји и позитивни и негативни страни. Неспорно е дека последниве 20 на години, а поготово би рекол последните 10 на години, примената на разноразни технологии драматично се зголеми и го промени животот на многумина, на практично секој нас, велиме уште од најмала детска возраст, од 1 година, 2, децата веќе се врзани за таблет, за мобилен телефон и така натака. Тоа продолжува дури и до највозрастнава популација и над 70-80 години кои што се зависници, да не речеме, социјални мрежи и така натака. Се е тоа една огромна количина на комуникации кои што се сутираат со нас во текот на денот, разноразни пораки, телефонски повици, мејлови, вибери, било какви информации кои што едноставно вршат огромен притисок и стрес дополнителен на нашето тело и на нашиот организам кој што треба да се менаџира соодветно. Во таа насока многу често ние не сме спремни соодветно да се прилагодиме на овие дразби, што значи да ги контролираме, да контролираме кога одговараме на овие бројни комуникации кои се случуваат и да контролираме што од тоа вреди да ја наруши нашата концентрација и нашата работа, а што од тоа едноставно ни го губи времето и не дефокусира. Сите овие дразби на дворешни бројни технологии и комуникации предизвикуваат опасност од нарушување на нашето здравје. Во прв ред зборувам за здравјето на видот пред се, па и на слухот, бидејќи се тоа огромен број на комуникации дневно, понекогаш со силни звуци, претерана светлост и така натака. Од друга страна зборуваме за еден континуиран стрес, атак врз сите наши сетила дека нешто треба да одговориме, дека нешто се случува, дека нешто е поважно, поприоритетно од тоа што го работиме во моментов, и во таа насока значи се зголемува стресот кој што ние цело време го живееме, а доколку тој не е менаџиран соодветно, тоа се исполува на бројни негативни начини врз нашето здравје, како врз нашиот имунитет првобитно, така и врз целокупното наше живење. Значи зборуваме за ситуација кога ние стануваме напнати, раздразливи, се нарушува нашиот сон и така натака. Може и зависници да станеме. Па добар дел од нас, за жал, и одат во таа насока. Не случајно и се обидуваат одредени, веќе е популарно во светот, кога се прави одмор, тој да биде вистински одмор, без контакт со надворешни дразби, се земат мобилни телефони, да нема контакт со телевизија, интернет и така натака. Кога не сме на одмора, сепак треба да се дистанцираме од тие технологии. Ваша препорака? Важно е да имаме контрола на тоа што го правиме и да сме свесни за тоа до кој степен е нешто во ред, а кога ги надминуваме корисните бенефити. Неспорно е дека технологијата нас ни помага сега во моментов да бидеме многу побрзи, побрзо, попрецизно да искомуницираме со било кој на земјинава топка. Меѓутоа, од друга страна, ние мора да најдеме време за себе. Тоа значи, кога веќе сме се собрали, например, на еден фамилиарен ручек, задолжително да ги тргнеме на страна мобилните уреди, па и да ги исклучиме. Значи, тоа е време за нас. Значи, во таква ситуација не треба да дозволуваме да не вознемируваат. Истото важи и за вечерниот период. Во вечерниот период, после 21 часот, особено после 23, кога веќе природно треба да се спремаме за сон. Ние треба да ги намалиме апсолутно тие електронски дразби. Телефони да бидат исклучени во текот на ноќниот период, по можност да не се заспива со
отворен телевизор и така натака, заради тоа што тоа не само што не ни помага да заспиеме полесно, туку и светлината го убива мелатонинот, хормонот кој што ни помага да заспиеме. Така да сите тие електронски дразби неповолно влијаат врз нашето здравје доколку континуирано се примаат. Сите се со телефоните некако како да се губи тој социјален контакт помеѓу луѓето. Апсолутно се изгуби смислата на комуникацијата. Сега е поважно да бидеш виден отколку да го одживееш моментот, и тоа е една друга, би рекле, еден психолошки проблем кој што е дефинитивно за анализа и се анализира. Меѓутоа тоа е и социјален проблем и проблем на целото општество, бидејќи креираме недоволно компетентни и недоволно конкурентни индивидуи во овој контекст на меѓусебната комуникација, што е изразито важно за функционирањето на секаде, па и на работното место. Го напоменавте и стресот. Присутен е на секаде, особено на работните места. Во принцип, стресот во дозирани количини или во одреден краток интервал е корисен затоа што тој го вади најдоброто од вас. Ве мотивира да изреагира организмот најсоодветно, најбрзо да се справи со проблемот. Зборувам кај мнозинството од популацијата, не зборуваме сега за одреден дел од популацијата кој што стресот апсолутно негативно влијае, па има луѓе кои што под стрес не можат ни да се искажат, а не пак да квалитетно нешто одработат. Меѓутоа кај мнозинството е тој корисен во одредена граница, се разбира, иако е повремен. Меѓутоа во ситуација кога ние сме во еден постојан стрес, дека мора да постигнеме одредени таргети на работа, дека мора да задоволиме одредени финансиски или други очекувања од семејството кои што ни се наметнуваат, па и очекувања од околината, дека треба да постигнеме нешто. Сега веќе сите завршуваат, сите имаат високи оценки, заслужено, незаслужено е помалку важно во моментов, меѓутоа креираме општество во кое што вредностите се лажни, очекувањата се огромни и тоа е апсолутен стрес, особено врз младите индивидуи. Кога тоа континуирано тече, нашиот организам во одреден момент престанува да биде во способност да се избори со тоа како порано, како подоцна, а особено доколку не наоѓаме издувен вентил да го тој стрес ние поставно анулираме и канализираме. Во таква ситуација неминовно почнуваат да се појавуваат одредени симптоми. Луѓето стануваат напнати. Комуникацијата со другите луѓе станува нервозна, потешка, стануваат анксиозни, лесно влегуваат во конфликти и расправи, што е и очекувано. Лошо спијат или не спијат воопшто, како резултат на тоа стануваат изморени и веќе не се компетентни дури да ги извршуваат и најнормалните, стандардните дневни и работни обврски кои што нормално ги вршат. Изморен човек кој што е под долготраен стрес, кој што е нервозен, анксиозен, нема капацитет за учење, нема капацитет за толеранција спрема соговорниците, нема капацитет за запомнување на нови аспекти. И во таа ситуација тоа мора да се препознае и соодветно на време да се исконтролира, канализира, да му се помогне на тој човек, особено вработен, затоа што во спротивно, ако тоа проложи понатака, ќе дојде до чувство на неуспех кај човекот. И контрапродуктивно и за самото предпријатие. Чувство на неценетост и одиме во насока во која што луѓето се повлекуваат во себе, стануваат апатични, депресивни, не ги интересира ништо, ни работата, ни семејството, така да апсолутно продуктивноста им е сведена на минимум и веќе доаѓа во ситуација кога ќе треба и посериозно да се третираат во лекарските ординации. Дали имате препорака некоја за самите фирми да го препознаат тој симптом кај работникот и да му помогнат? Особено е важно во било која компанија да внимаваме на човечките ресурси, покотово во ситуација кога тие стануваат се поограничени, се потешко велиме дека доаѓаме до квалитетни, па понекогаш до било какви вработени. Во таа насока е добро да размислуваат на одредени тимбилдинзи компаниите во одреден временски интервал, што се вели на секое 3 месечи или 6 месечи, на кој што малку ќе ги релаксираат вработените или да воспоставуваат неформални денови, американците велат casual Friday и така натака, да градат некоја поопуштена атмосфера во која што ќе свати работникот дека има и нешто друго освен тој притисок за постигнување на целите. Има некоја друга цел и дека тој е заштитен во таа средина. Корисно е, особено по големи компании, да ги мотивираат своите вработени на движење на спортски активности.
веќе забележуваме во изминативе години и периоди дека станува дури и популарно и тоа го поздравувам и е корисно што заеднички компании се појавуваат на манифестации спортски или не мора да се спортски, други кај кои што се гради својот дух, како на маратон или така натака. Значи на тој начин ги даваме добар пример и на вработените и на остатокот од општеството дека е корисно да се движиме, да правиме нешто што е вон стандардната работа и на тој начин ние го контролираме, го убиваме тој стрес, така да треба да се охрабруваат вработените или да им се создаваат услови и да им се закупуваат термини и така натака, да се мотивираат да ја трошат негативната енергија на друго место. Сонот те го насочивте како проблем и така доколку нема или квалитетен сон, да кажеме, контрапродуктивно исто. Дефинитивно сонот е една од најважните работи кои што понекогаш не ја ценат поготово тие кои што мирно и лесно заспиваат. Меѓутоа, ако ние го изгубиме ритамот на сонот од било која работа, ќе видиме колку значи ако 2-3 дена поред сме ненаспани. Значи веднаш драматично се нарушуваат нашите способности, да не зборуваме што вниманието ни се намалува, па може да направиме и други опасности и штети во тек на возење или така натака. Токму заради тоа е важно да одржуваме квалитетен сон. Затоа е потребно... Колку е оптимално, например? Оптимално зборуваме за возрастна популација од 6 до 8 часа. За помалите деца има скали и градации кои што почнуваат од 14 до 16 часа од раѓањето па понатака. Меѓутоа возрастните луѓе треба да спијат од 6 до 8 часа, меѓутоа не е важно само квантитетот, туку и кога тоа се остварува. Според сите здравствени трендови и насоки, многу е важно ние да заспиеме обавезно пред 12 часот навечер, по можност до 11 часот, заради тоа што во овој период спиењето е најквалитетно. Да спиеме од 11 до 7, да речеме часот, во идеални услови за да може да се стане на работа или на училиште или на факултет, неважно, и тие се возрастни веќе индивидуи. Во таква ситуација организмот добива оптимум одмор кој што му е потребен. Друга работа, важно е да контролираме одредени други фактори што може да влијаат. Честопати ние, дел од нас знаат да направат некое дневно преспивање како резултат на замор или навика. Едноставно. И тоа е добро ако е кратко. До 1 час, зависно повторно од возраста, да не претеруваме, затоа што секое големо попладневно спиење, дури и ако имате услови за тоа да го правите, ќе му наштети дефинитивно на вечерниот сон. Ако го нарушиме биоритамот и почнуваме ние да легнуваме доцна, ќе губиме на квалитет, па дури и да ги одспиеме тие 6, 7, 8 или колку веќе ни се потребни часови. Тоа се работи кои што се многу важни и токму заради тоа на сонот треба особено да се внимава, затоа се тоа е така наречена хигиена на сон и на здраво живење. И не заборавајте дека неодморен човек не може на долги патеки да биде ефективен. Доста често луѓето пијат разни седативи. Да, дури и пречесто. Тоа е веќе злоупотреба. Да бидеме реални, значи достапноста е поголема отколку што треба, е дури и без рецепт, што се вика, луѓето само медикација вршат, но не може да ја вршат со седативи. Затоа што тука имаме еден контраефект, ситуација кога ние понатака и да сакаме нема да може да заспиеме без нив, а како резултатите на феномените на зависност и на толеранција ќе треба континуирано да ја зголемуваме дозата. Значи правиме дополнителни штети по нашето здравје. Ако веќе имаме проблеми со заспивањето и треба да преземеме одредени мерки кои што се легнување во исто време, спиење во апсолутно затемнета просторија, внимавање на температурата во просторијата. Значи нас ни треба пријатна ладна температура. Зборуваме за температури под 23 степени во нашата просторија. Не треба да се прегреваме, дури ни во зимскиот период. Да не се изложуваме, рековме, на електронски уреди пред спиењето, го убива хормонот на спиење, а ако веќе ни треба смирување, убаво е да направиме некоја топла купка или некоја книга која што би не заспала, така наречено. Ако и тоа не помага, имаме природни варијанти кои што се достапни и се за само медикација. Го споменав мелатонинот кој што е достапен во синтетска форма. Значи без него заспивањето не би било возможно во организмот, затоа се суплементира. Има и други корисни природни елементи веќе во народна медицина користени како валеријана, како маточина, кои што помагаат ние едноставно да се смириме и да можеме да одржиме еден континуиран сон, бидејќи не е ни само целта ние да заспиеме. Ако се разбудиме во текот на ноќта,
тоа повторно не е квалитет. На сонот и тоа треба да се менаџира, треба да внимаваме на внес на одредени течности прик вечер, како што ги учиме малите деца дека не треба да пијат навечер, исто тоа важи и за нас да не се будиме од странични фактори, па после тешко се заспива. Треба да избегнуваме кофеински напитоци, па и прекумерно пушење и алкохол во ноќниот период. Се тоа фактори кои што може да не разбудат понатака или да ни го нарушат сонот. Меѓутоа има и луѓе кои што не можат без телевизора да заспијат. Тоа е веќе навика. Апсолутно. Меѓутоа тоа е повеќе од психолошки аспект отколку нешто што навистина ви помага. Физичката активност, таа се претпоставам позитивно ќе влие врз секој работник. Апсолутно. Што е оптимално? Според најновите трендови и така наречена здравствена пирамида веќе не е само исхраната. Во неја туку има една посебен дел кој што е посветен на физичката активност и кој што вели да, иако 80% од тоа како ние живееме е во тоа да се исхрануваме соодветно и здраво, зашто ќе зборуваме понатака, барем 20% е во тоа да имаме редовна вообичаена физичка активност. При тоа не мора да подразбираме дека сите ние сега мора да бидеме спортист. Зборуваме за едноставна навика на движење. Со тековниот стил седечки на живот, добар дел од нас ние велиме ја загубија навиката да се движат воопшто. Значи, освен она движење кое што мора да го направат до троседот, до фрижидерот, до работното столче, значи тие не се движат во отворен простор и тоа е голем проблем. Особено во да речам топлиот дел од годината треба да ги користиме тие работи, ние барем 30 минути дневно треба да имаме движење. Дали ќе биде тоа пешачење, планинарење, трчање или некој друг тип на активност, пливање, велосипед, се зависи од нашите афинитети и способности, меѓутоа треба да се трудиме барем 30 минути, тоа е минимум дневно да се движиме. Се што е повеќе корисно 60 е супер, а ако сме во можност да издвоиме толку време за нас, меѓутоа и тоа е навика. Ќе почнеме да го издвојуваме, само ќе не тера понатака. Движењето е корисно не само заради килограмите или за било што, туку и за претходниве ефекти што ги зборувавме. Ќе го намалиме стресот, имаме прилика да подразмислиме можеби доколку трчаме или возиме велосипед индивидуално или пешачиме за зошто некои проблеми се случиле во текот на денот и како треба да се поставиме во однос на тоа да не се случуваат. Ќе ни помогне да се измориме, па полесно да заспиеме. Значи за тоа користи бенефити кои што се очигледни од зголеменото спортување или движење воопшто. И сега имаме и некоја крајна ситуација која што таа физичка активност создава и зависност и контраефект. Па да, како што зборевме и за примената на седативи и така натака, примената на електрониката, социјални мрежи и слично, се што е претерано не е добро. Убаво е ние да имаме своја цел, меѓутоа освен ако не ни е тоа поврзано со работата, ако не сме професионални спортисти, па треба да испорачаме некој резултат. Кога се подразбира дека ние мора да бидеме посветени максимално на тоа, не треба да се претерува или ако веќе сакаме да одиме да ги надминуваме нашите лимити. Важно е да вршиме и соодветна медицинска контрола. Ние мора да сме свесни за тоа дека секој од нас има одредени ограничувања во тоа што може и колку може и тие не се исти за секој човек. Доколку се чувствуваме нелагодно, ние не треба да ја правиме таа вежба или тоа е знак кој што нашето тело ни го дава дека може да се повредиме или не дај Боже да имаме некоја да седи во позадина некоја посериозна физичка состојба. Така да не треба да се претерува, доколку чувствуваме нелагодност од активностите, треба да се консултираме со стручни лица. Здравието е важно, поготово после 40-та година треба сериозно да се сватат тие бројки и тие прегледи, бидејќи можеме да превенираме многу посериозна ситуација или да препознаеме одреден проблем, па соодветно да се третира на време, па штетата да биде помала по нашиот организам. Исто така како модерна болест на модерно време на живење, сакаме секаде на секое поле да бидеме се поуспешни, нели сакаме од исто време повеќе работи да сработиме како дома, како на работа и се јавува така наречен синдром на прегорување. Еве за нашите слушатели, што е тоа конкретно и како да се справиме со тој проблем? Синдромот на прегорување е особено актуелен во денешно време, пред се заради тој како што го нарекавте мултитаскинг, кој што е популарен и повторно произлегува тоа што ние треба да ги исполнуваме високите очекувања на околината, а и на самите нас честопати сами се гориме во таа ситуација и на повеќе полињи истовремено се бориме. Дали е тоа семејство, дали е тоа работа, дали сакаме да ги хоби да вклучиме, значи сето тоа не троши. Порано се сметало дека обично се најоптеретени бизнисмени, менаџери, луѓе кои што работат премногу стресни професии, хирурзи, луѓе во контрола на летови и така натака, значи негде каде што е стресот огромен, често пати живот зависи или големи финансии од тоа. Меѓутоа во денешно време
Овој поим синдром на прегорување или burnout синдром се однесува на било кој човек кој што едноставно не успева да се избори со борбата на времето и едноставно не успева да се избори со секојдневните проблеми. Тоа е сериозен проблем затоа што Треба ли да побера помош од стручно лице, да речеме? Апсолутно. Сепак... Најважно е да ги препознаеме првите знаци. Значи најважно е да препознаеме дека ние едноставно веќе не сме во можност да функционираме идеално затоа што немаме трпение. Напнати сме. Постојано влегуваме во конфликти. Проблеми имаме со запомнување на стандардни работи, дури и со извршување на повторливи секојдневни активности. Само помошта и помошта од околината е важна во оваа ситуација. Понатака би дошла ситуација кога ние треба да се обратиме на стручна лекарска помош. Тоа треба да тргнеме од корените на проблемот. Често пати ова настанува затоа што ние не успеваме да ги завршиме сите обврски кои што сме ги добили или кои што сме си ги наметнале сами. Во таа насока клучно е ние да приоритизираме и да одредиме што е тоа што е важно и мора да се направи и што е тоа што едноставно можеби и ако не се направи нема да има голема штета, бидејќи пак ќе се навратам на тоа, нашиот капацитет е ограничен. Не можеме ние да направиме се и за тоа треба да сме свесни ма колку и да се трудиме. Дури и да сме успешни во некој период, цената ќе ја платиме подоцна. И заради тоа добрата себеорганизација и приоритизирањето е прв и многу важен чекор. Ако можеме да делегираме дополнителни обврски, не само на работно место, туку и дома, што се вишок, ако што може друг да ги направи со ист квалитет или приближно или подобро од нас, тоа треба да го направиме секогаш, заради тоа што долготрајно правиме бенефит за сите. Ако ние прегориме, тоаш губат сите, и организацијата, и семејството, и другите. Подобро е да се распредели тој товар на повеќе единки, отколку да се комотно направи. Втора работа, да не заборавиме дека важно е да најдеме време за себе. Значи, тоа време за себе, тоа хоби, тоа движење или нешто што ни прави задоволство, некој концерт, било што, ќе не врати во ситуација да знаеме дека сме живи и да го убиеме тој стрес кој што се таложи, ќе ни даде мотивација да продолжиме понатака со исто темпо да работиме. А ако ние се концентрираме само на извршување на задачи, ние неминовно ќе прегориме и тоа е повторно во добар дел во нашата глава. Велат одете во шума не случајно, че зелената боја одмара, не полни со животна енергија и тоа е бојата на здравието. Лето е. Со летото доаѓаат и летните одмори. Кои се најчести здравствени проблеми во лето и како да се подготвиме или справиме со тој проблем? Така да, малку на актуелни летни теми. Има неколку типови на проблеми со кои што ние се сутираме обично во летниот период. Едниот тип е поврзан пред се со високите температури и високиот UV индекс, кој што е веќе редовно 8, 9, 10, понекогаш зборуваме за големи опасни UV индекси и тие може да предизвикаат штета. Дефинитивно врз нашиот организам. Најголемите ризици се пред се ризиците од дехидрирање заради високи температури и уште полошо, значи ризик од топлотен удар, кој што соодветно треба да се менаџира. За тоа меѓу другото велиме немојте да излегувате ако немате специјална потреба. Никако не помеѓу 11 и 17 во некој период од летото, тоа се шири и помеѓу 10 и 18 часот, све зависи каде се наоѓате во моментов. Втора работа, во однос на UV зрачењата не е спорно докажано со бројни анализи и со статистики дека бројот на проблеми со кожата. Ќе почнам од нешто што е побанално, алергии на сонце. А да не зборуваме за канцер, значи се во апсолутен пораст и тоа се доведува во корелација со намалување на густина и квалитет на озонската обвивка и со зголемување на количината на тие ултравиолетови зраци кои што стигаат до нас. Токму заради тоа користење на креми со сериозен заштитен фактор, веќе сега велиме и повеќе од 50, за жал, повеќе кратно во текот на денот, се важни и тоа треба да ни стане како како миење заби, како нешто што е редовна активност, особено во овој период на силна експозиција во летниот период. Така да тоа се некои од првите, да речем, ризици кои што ни се во летниот период. Покрај тоа имаме и други
ризици кои што се доведуваат повторно со високите температури, а се ефектуираат преку храната. Значи ние мора особено внимание да обратиме во летниот период на тоа како ја чуваме храната. Не можеме веќе да се дозволиме некоја лагодност, да оставиме некој пригреан ручек тука од страна неколку часа. Или пак да не спакуваме храна, да ја оставиме надвор некое време да остане. Заради тоа што прво количинава на инсектите е многу поголема во летниот период, второ станува збор за температури кои што се високи и може многу лесно да се развијат бројни патогени во храната и понатака да направиме опасно труење на организмот, и затоа чувањето на храната во летниот период мора да биде доста внимателно, задолжително во фрижидер, се освен некое овоше кое што може да ви стои од надвор и суви преработки кои што ајде да не зборуваме издржуваат и така натака, се што е друго, значи ние мора соодветно да го чуваме. Тоа важи дури и кога патуваме. Немојте да носите лесно расиплива храна со вас, иако велиме за 4-5 часа ние ќе стигнеме до одредиштето. Тоа е ризик по здравјето и не треба да се прави. Ако нешто треба да носиме, тоа е, се разбира, свежа вода, овоше добро измиено, и ако веќе мораме заради мали деца да носиме некоја храна во текот на патот или нешто друго, нека се биде соодветно во фрижидерче сочувана, бидејќи навистина ризиците се многу поголеми отколку бенефитот што може да го има. Добро, тука треба да претпоставам и полесна храна. Да се јаде, да не се оптоварува дополнително организмот. Оптоварувањето на организмот со масна храна во летно време дополнително ќе предизвика прво дополнително потење, второ ќе ја зголеми безпотребно работата на желудникот, ќе ги оптовари органите и ќе го покачи крвниот притисок. И работата на срцето ќе се зголеми, така да ние немаме бенефит од тешка и масна храна. Треба да се држиме повеќе на свежа храна, на овошје, и да јадеме повеќе пати во помали порции во текот на денот. Што е неопходно да ставиме во торбата за прва помош при патување? Патувањата се да не ја носиме цела аптека. Во ред, меѓутоа треба да биме практични, секако и да си помогнеме. Значи тоа е поврзано со ризиците кои што патувањата ги носат сами од себе. Во суштина, значи патувањето, колку и да е субава намера, е одреден стрес за организмот, прво затоа што треба да стигнеме од една точка А до точка Б. Втора работа е заради тоа што честопати ние ќе промениме климатски услови, при тоа не мислам само да отидеме ние сега во друга климатска зона или некаде многу далеку. Било која промена понекогаш дури промена на одреден град или на надморска височина значајно влијае, бидејќи квалитетот на водата е различен, квалитетот на храната понекогаш и самата храна е доста различна, а и патогените кои што се наоѓаат на лице место, особено на плажа, со кои што ние ќе се сретнеме, нашиот организам не ги познава. Тоа се се ризици кои што се насочени кон нашиот организам, пред се кон стомачниот систем. Да не забораваме дека добар дел од популацијата има проблеми со самото патување од тип на некои мачнини, повраќање и така натака. Гледајќи ги овие ризици како ризиците што ги споменавме од претходно од дехидрирање и од сончевите зрачења, ние неминовно мора барем дел од работите да си ги понесеме од тука покрај задолжителни креми со висок фактор, специализирани, да речам, средства за заштита од комарци, кои што може да бидат и поприсутни и ќе бидат ако има вода во околината каде што ќе одиме на одмор, па се до превентивни производи или корективни, кои што ќе ни помогнат да ја стабилизираме нашата цревна микрофлора, ќе ја спречат или ќе ја намалат опасноста од диареја. Патничката диареја е најчест симптом во летно време, дури 60% од луѓето што патуваат ќе имаат проблем, барем ден-два со столицата. Дали тоа треба и однапред да се подготви, да почне со пробиотици пред да патуваат? Токму така, значи затоа велиме треба да има пробиотици во попатната аптека, меѓутоа најдобро е ако почнеме да ги користиме барем 2 недели кога веќе планираме да одиме на одмор, затоа што на тој начин ние ќе го припремиме нашиот организам за патогените што се таму и или нема да успеат да не направат штета или штетата ќе биде минимална. Кратко ќе траат тие проблеми. Понатака ќе продолжиме ние со пробиотици во периодот додека сме на одмор и уште една недела од која ќе се вратиме за да едноставно бидеме во идеална рамнотежа, како што велиме. Бидејќи има опасност од дехидрирање, корисно е да имаме прашок ОРС кој што ќе го раствориме на лице место. Дури има и комбинации од електролити ОРС и пробиотици, па така и ќе заштедиме. Да размислуваме малци од финансискиот аспект.
Други ризици нормално рековме може да дојде до сончаница или нешто друго или било која нека инфекција цревна или респираторна вообичаено покачување на температура, така да со нас треба да си носиме антипиретици затоа што тоа се очекува. Темпото на движење на одмор е малце повисоко обично. Се играат различни игри, активности на отворено, па има ризици и вообичаено, поготово по младите. Некои сеченици, огреботини, може да се свитка зглоб, дури скршеници и слично. Заради тоа е важно да си имаме со себе стандардни Ханзапласт, завој, креми за болка и така натака. И нормално креми за алергија пред се од сонце или од некои убади од инсекти. На тој начин би го на некој начин заокружиле кругот на најнеопходни работи кои што треба да ги имаме со нас за на одмор. Оние луѓе што често патуваат, еве и јас сум таков случај, јас имам една торбичка која што таа е секогаш спремна. Подготвена. Само се надополнува со нешто кога ќе се потроши и едноставно не мораш ни да размислуваш премногу. Добра pouка за нашите слушатели. Практично во секој случај. Во лето нели се телни диетите. Има луѓе кои што и се изгладнуваат и велат дека тоа дури и препорачливо и корисно. Вашиот став околу ова прашање? Па ние понекогаш терминот диета го користиме во Не режим неискрена, да, прекумерно го користиме и очекуваме магични ефекти за кратко време. Она што треба да се знае и да се препорача, ние велиме обично летно во тело се прави во зима. Убаво е со време човек да започне да спортува, да вежба, да внимава на исхраната и да дојдеме до тоа. Она што ние може да го постигнеме краткорочно и генерално што се постигнува со некоја драматична диета од неколку дена или од една недела. Ние најпрвин ќе намалиме телесната тежина, може да ја намалиме дури и брзо, ама за сметка на водата. Тука не гледам некој голем бенефит, освен нашето субјективно чувство дека вагата ќе покажува помалку. Освен тоа, здравствен бенефит нема. Убаво е да се искористи летниот период за да спортуваме некои работи кои што можеби не можеме да ги спортуваме или не ги спортуваме редовно. Ако не пливаме редовно, тоа е добар момент за ова. Или ако не играме одбојка на плажа, зборувам фигуративно, треба да се искористи тоа. Значи, убаво е да се зголеми темпото на движење и да се искористи летото како мотивација и како повод за промена во нашиот животен стил. Да се искористи како ситуација кога ќе сватиме дека види, ние можеме и без тешка храна, можеме да се насочиме повеќе на овошје и зеленчук, препорачливо е барем 3 типа на овошје и 2 типа на зеленчук да се јадат во текот на денот. Можеме да јадеме повеќекратно помали оброци и можеме, што е многу важно за метаболизмот и за слабењето, да внесуваме повеќе вода. Значи ние треба да внесуваме 2-3 литра вода. Обавезно, летото и без тоа не тера. Тоа потењето се зголемува, значи тоа се некои добри користи поуки што треба да ги искористиме во летниот период, да створиме некои навики и понатака да се ги задржиме, за да следно лето навистина бидеме во она форма, да речеме, или оној изглед кој што сакаме да го постигнеме. Значи не сте поборник на изгладнување? Апсолутно не. Ризикот е поголем од користа за организмот, освен во специфични состојби, збориме за екстремни ситуации. Во секоја друга ситуација тоа е шок на организмот и што е најлошо, дури да сме успешни, многу често ги враќаме тие килограми после тоа. Тоа е проблемот. А штетата може да се види најпрви на нашата кожа. Значи тие драматични слабења, здебелувања обично се предизвикуваат стрии, целулит, зависно опуштена кожа, која што после тоа тешко ќе опоравиме. Заради тоа не се препорачува, меѓутоа дефинитивно убаво е користење периодов кога мислам тешко се јаде на ова време, да ги намалиме внесовите на храна, да зголемиме внес на вода, да зголемиме физичка активност и на тој начин да помогнеме да бидеме и поздрави и подобро изгледаме. Добро, некои потребуваат и таблети за слабење. Апсолутно. Мојот став по тоа прашање е ист во принцип. Сега за крај, за нашите слушатели еден совет од вас, препорака во однос на здравјето. Она што е за да постигнеме подобро здравје, мора да се цениме себе повеќе. Односно да научиме да се ставиме понекогаш на прво место. Затоа што ако нашето здравје е нарушено, нема да бидеме успешни во ништо и дури тие што се околу нас, на кои што ние се трудиме, најмилите, да им овозможиме нешто плюс, тие ќе имаат дополнителна штета, па ќе треба и тие да не компензираат.
Че одржувањето на здравјето е долгорочен проект и идеал и станува се потешко со текот на годините поради промени во метаболизмот и така натака. Затоа треба да градиме здрави навики, здрав животен стил, да одржуваме нивоа на физичка активност и да наоѓаме време за хоби, за да го менаџираме стресот, да се исхрануваме соодветно по максима која што вели не претерувај никогаш. Тоа значи да имаме повеќе помали оброци во текот на денот, наместо 2 големи оброка како што е навиката сега, наутро и после работа, да јадеме 3, 4, 5 пати. Меѓутоа, во тие оброци барем 2 да бидат зеленчук или овоше, значи да го тие кризи за храна кои што ни се случуваат, да не ги премостуваме со некои прженици, чипсови и така натака, туку да ги преместуваме со свежо по можност овоше, а ако веќе го немаме тоа, да користиме печени јаткасти плодови по можност без сол. Да не забораваме дека еден од најголемите непријатели кои што ние го имаме континуирано е благото, односно внесот на шеќерот, кој што немаме апсолутно никаков бенефит, освен ако веднаш непосредно после тоа немаме сериозна физичка активност, па или дојдеме во ситуација на хипогликемиски шок, па тогаш е оправдано тоа да се внесува. Прости шеќери се штета за нашиот организам, значи тие се тие кои што предизвикуваат стварање на масти во организмот од една страна, од друга страна може да покачат нивоа на глукоза во крвта и да имаме сериозни проблеми, а тоа веќе тие навики се градат уште од рана детска возраст. Ниту брза храна, преработки. Има една многу интересна слика што ја коментиравме на социјалните медиуми пред една недела, слика од 70-тите години на плажа, кај што вика ние практично не може да најдеме човек со прекумерна тежина овде. Зошто? Затоа што немало брза храна. Стилот на живот влијае врз нас, многу е потешко да нешто се поправи отколку ќе се наруши, отколку да се стабилизира. Така да во таа насока разбирливо е и сега да не се лажеме, тешко е човек да наоѓе време да си приготвува континуирано храна, меѓутоа и тоа е една навика. Ако вие створите навика да го почнувате денот со едно здраво смути и тоа го спроведувате 1, 2, 3 недели, нема да ви биде проблем и цел живот понатака тоа да го правите, а ќе добиете нешто плюс до вашето здравје. Значи инвестиција во квалитетен живот. Апсолутно. Ви благодарам господин Ачковски што бевте гости на Македонско радио Радио Скопје.